Во Астрорум секогаш со задоволство разговараме со наши меѓународно признати звезди, но и со луѓе кои што се познати во светот, а не доаѓаат од нашето поднебје. Посебно драги ни се емисиите кога ќе можеме да представиме некоја личност која што е практично амбасадор на земјава, која што го отворила патот за многу идни генерации и е во врвот на, во случајов, светската медицина. Имаме прекрасна можност да разговараме со доктор Игор Тулевски, наш познат и признат во светот кардиолог. Во моментов ја извршува и функцијата одговорен за сите кардиолошки клиники во Холандија. Јас му посакувам добре дојде во Астрорум. Благодарам. Ретка можност е да се разговара со вас, бидејќи вашата агенда не дозволува да сте често во Македонија, да не речем дека многу ретко доаѓате, освен ако не сте поканети со некоја вистински голема причина, затоа што одговорноста на вашата работа не се мери со ниту една друга професија. Секогаш не интересира како еден човек стигнал до успехот, а вие сте несомнено успешни во професијата која што е вашата животна определба. Знам дека почнавте во Скопје, го завршивте медицинското училиште, започнавте на медицинскиот факултет и отидовте во Холандија и останавте за секогаш. Може ли накусо да ни кажете како доктор Игор Тулевски стана врвен доктор? Благодарам, голема чест, убави зборови со големи очекувања. За секогаш е многу долго. Јас отидов во Холандија навистина на еден викенд и во меѓувреме од 93 година, значи 26 години. Како настанува нешто убаво, тоа значи кога треба човек да верува во тоа, да има пасија, без пасија нема успех, а другото е дисциплина и работа. Меѓутоа, тоа што го работиш, треба да веруваш во тоа и да го сакаш. Тоа се основни предуслови за било каков успех. И работа, меѓутоа работата не е тешка ако човек ужива во неа. Холандија, Амстердам е навистина прекрасно место. Место каде што многу паметни луѓе заедно ствараат на различни полиња од култура и наука. И јас тамо веднаш се чувствував дома, многу луѓе прашуваат не ти фали, дали имаш носталгија, колку ти беше тешко. Јас кога дојдов во Холандија бев 25 години и немав стипендија, така да за време на целата студија работев во ресторан и ноќе работев во ресторан преку ден студирав. И сите леле, како може тоа? Не, мислам, кога нешто сакаш и кога имаш цел, леташ. И кога гледам тоа време назад, го гледам како многу пријатно време. И уште 100 пати да треба да го направим исто, би го направиш 100 пати. За ниедна работа не ми е жал. Да ве вратам уште малку поназад, да ве прашам за афинитетите, дали имавте предиспозиција семејна, вие сте член од едно 5-члено семејство со брат и сестра, но сите се повеќе во технологијата, но и вие сте во денешно време сте во најсовремениот дел од медицината. Дали имаше некој во семејството што вие всади таа љубов кон науката, предпоставувам пред се па и кон медицината? Најчесто тие приказни одат така, но дали тоа беше случај со вас? Јас се шегувам, јас потекнувам од лекарска фамилија, мајка ми е стоматолог, татко ми е психијатар, чичко ми е интернист, тетка ми е офталмолог и по различни места на планетава се сите заедно. Немате избор. Немав избор. Не, имав избор. Јас сакав прво да бидам пожарникар, па после полицаец и настанав доктор. А за брат ми и сестри милам стално, они се попаметни од мене, пошто двајцата не стана лекар. Несомнено е тешка професија, навистина, единствената каде што не се дозволени грешки или тие носат со себе најтешки пенали. Дали еден ваш пријател, вие сте, што велат популарно, градски лик, урбан лик, не сте тука често, но ве паметат од времето од градската средина, од училиштето Браќа Рибар, па јас интересирав преку некои ваши другари поранешни, зошто учевте во Браќа Рибар и зошто отидовте уште тогаш во медицинското училиште. Вие делумно ми одговоривте, уште тогаш претпоставам сте сакале да бидете лекар, но тие полуна шега, можеби не бидејќи убавината ве следи, особено женската, целиот живот, река отиде затоа што има повеќе женски во медицинското училиште. Многу убава причина.
Меѓутоа, јас бев среќен или несреќен дека прва генерација од времето на насочено образование. Така да јас првата година од гимназија прво бев венедали во Јосип Броз, пошто сите од браќа Рибар на времето одеа во Јосип Броз. Популарно беше. И тогаш никој не знаеше кој ќе биде кој ќе биде за медицина, бидејќи уште тогаш сакав, знаете, ќе бидам лекар. Така да првите две недели ги завршив во Јосип Броз и после морав да одам во Орце Николов. Таму завршив прва година и тогаш веќе се кристализираше дека средно медицинско ќе биде преференцијално за медицина и тогаш се префрли во средно медицинско, значи втора година средно бев во средно медицинско. Тоа беше тоа второ 10, каде што на крај на првата година одеднаш се створи нов клас и сите беа луѓе кои што беа многу интересни луѓе кои што сите сакаат да станат лекари, бидејќи средно медицинско беше само за средно медицински кадар и одеднаш поради менувањето на системот стана насочено и еднаш направи нов клас каде што 30 деца сите влегоа и сите отида на медицина и сите завршија медицина. Голем дел од нив претпоставувам дека си го исполнија сонот, станаа успешни или не на сите им успеа да станат врвни лекари? Дефиницијата на врвен лекар е многу тешка. Јас мислам дека за секој пациент неговиот лекар е врвен лекар и се надам дека тоа така. Сите се успешни. Велат дека сте биле различни во младоста по многу нешта, сите навивале или за Партизан и за Звезда, вие сте навивале за Хајдук. Игопластика, да, од Сплит. Сте биле и самиот спортист во духот, тоа го докажувате. Малку подоцна ќе разговарам и за вашата пасија велосипедизмот, но сакав да ве прашам како човек, дали посебноста води секогаш чекор пред другите, дали чувствувавте дека сте различни од средината, дека секогаш ќе целите многу подалеку од она што се подразбира, да кажеме за секој добар ученик? Јас мислам дека средината е многу важна за формирањето на било кого, така да не верувам дека јас сум плод на моите родители, кои што се навистина фантастични луѓе. Јас сум плод на тоа општество кое што беше во тоа време, на тие учители, на тие професори, и јас сум плод на луѓето околу мене, така да лично се формира, генетиката е важна, меѓутоа брусењето е уште поважно. И со одреден капацитет, значи ако имаш 100 евра во джеп, можеш да направиш некој работи, можеш да идеш во ресторан и да се најдеш убаво, можеш да ги инвестираш и да добиеш нешто многу, можеш да ги инвестираш и да ги изгубиш парите. Значи пак е малку среќа, меѓутоа мислам дека се заедно е комбинација меѓу што ти стави родителите, што ти дало општеството или милијето околу тебе, што си направил ти, која е твојата лична цел и колку имаш драйв за одредна работа. И така да јас сум благодарен што сум имал таа среќа да живеам во една средина каде што имало мир и каде што имало можности да се доразвиеш. Со систем на вредности, со систем на вредности, норми и вредности, да. Ги споменавте родителите, во таа смисла кој педагог ќе го паметите цел живот, некој клучен момент, пријатна ситуација, без разлика дали е тоа Македонија, Холандија, кој го направи оној финален тач да сте она што сте денес или нема конкретна личност? Не, мислам, секој дел од животот си има свој одреден печат остава. И јас мислам дека многу е битно да можеш да се снајдеш во нова средина. Тоа е фактички најточната дефиниција за интелигенција, да се снајдеш во нова непозната ситуација. И секоја ситуација, секој ден, секој разговор си носи своји работи, така да вие рековте брусење, а брусење е процес, не е еден тач, него е процес и полирање, а без полирање нема сјај. А јас мислам дека за нешто што треба да сјае, треба стално се полира. И целиот живот е еден големо полирање, може така се види. Земјава доживеа голема транзиција, односно имаме впечаток дека сме постојано во некаа транзиција. Претпоставам дека имате увид во системот на школување во областа на медицината во Македонија, а сигурно имате добар увид во холандскиот систем. Што е тоа што го прави тамошниот посупериорен од овдешниот?
не би рекол супериорен, се работа на избор. Едно општество и луѓето сами прават, имаат свој избор. И за жал, кај нас изборот фокусот е на друга страна. Мислам дека образованието и системот на образованието е една од најважните работи во едно општество, тоа се главните столбови на општеството, бидејќи тоа е еднината на нашето општество, тоа се луѓето кои што ќе не носат нас на следните векови. И јас мислам дека секоја генерација каде што не се дава доволно внимание на образованието и инвестирањето во таа генерација е изгубена генерација. Нормално има еден куп на надворешни услови, ние имавме доста работи што ни беа несреќа околу нас, така да не може се да кажеме дека сме криви или сме задоволни за таа работа, додека во Западна Европа и поготово Холандија е општество кое што векови развива одредена култура, одреден чувство и почит према наука, према развивање, инвестирање во нови генерации. Тоа не е нешто што се прави со месец, години или 10 години. И јас мислам дека голема тајна на успешни општества е континуитетот, а не постојани револуции. Нормално дека секоја работа помалку се менува и се смерува, меѓутоа менување на 180 степени на целиот систем и на луѓето што го прават системот, луѓето што ги водат е обично непродуктивен и тоа може да го направиш еднаш, меѓутоа не може да го правиш секој 4 или 10 години. Гледаш дека континуитетот во тие земји е свет. И се прави на јадро на интелектуалци и луѓе кои што едноставно носат нацијата понатаму. Нормално, луѓето си прават различни моментални избори, дневни политички работи, тоа е секаде, меѓутоа правецот, компасот е на една страна, а образованието е едно од најважните. Неразбирливо е зошто нема стратегија долгорочна и тоа не смее да зависи од нијансите што се случуваат во политиката. Кај нас неуспешно е да се постави една детска кардиохирургија. Постојано лекарите се растргнати помеѓу државното и приватното здравство, а не се грижат фелата да напредува. Јас мислам дека коренот е, како што велите и самите, дисконтинуитетот. Како е во светот? Мора ли да се држи чекор со најновите технологии или можете, ако изберете, ако е ваш избор, да бидете еден традиционален, конвенционален лекар? Јас од она што можев да видам на интернет, вие на вашите предавања зборувате за нанотехнологија, за апаратчиња, ние ги познаваме холтерите, но овие секога постојано стигнуваат од апаратчињата што луѓето со кардиолошки проблеми ги испраќаат до клиниките, така што вашето присуство не е веќе потребно континуирано да ви го следат здравјето. Сите клиники во светот се дотаму стигнати или ова е Холандија која што многу често знае да изненади во храброста, во посебна едуцираност на луѓето, широка, тие се ерудити, познаваат јазици, секогаш се посебни, барем од мојата перцепција. Се работи за меѓународни трендови и ние стануваме се подобри во третирање на акутни болести, така да јас се шегувам дека нашите деца ќе станат 150-160 години. Што значи дека целиот систем на здравство се менува од акутна и субакутна на хронично здравство. А тоа значи дека бројот на луѓето со потреба од здравство само ќе се зголемува и пропорционално бројот на луѓето кои што ќе може да даваат здравство, значи лекари и сестри, ќе се пропорционално ќе се намалува. И тоа прави нова динамика, каде што веќе интеракцијата меѓу докторот и пациентот не може веќе да се очекува да биде постојано на исто место. Значи, ни требаат концепти кои што се scalable, значи може да бидат со еден доктор стотици луѓе да може да гледаш и кои што се платливи. Економични, да. Значи, здравството е еден од најголемите буџетерни трошоци на секоја држава и е многу важен дел за социјалниот мир. И таа трансформација, вие спомнав трансформација е убава работа, меѓутоа треба трансформацијата да има одредена цел. Значи треба да имаш одредена визија, одредена стратегија и трансформацијата да однесе од точка А на точка Б или на С. Да имате проекција како имате проекција, меѓутоа трансформација за како трансформација од трансформација на трансформација, тоа не е продуктивно.
и вашето прашање дали се сите клиники во светот така, не, за жал се работи за пари, се работи за визија, се работи за можности. Сите работи што се случуваат се работи на тим, не се работи за еден човек, бидејќи еден човек не може да третира илјадници луѓе. Еден човек може да направи тим, а тимот може да третира илјадници луѓе. Значи, и тимот е тој што прави континуитет, се работи за teamwork и се работи за пак одредено влијание на околина која што го прави тоа можно. Добро, мене прво што ми паѓа на памет е дали се свесни во нашето општество какви стручњаци имаат надвор, дали доволно ве консултираат, дали има интерес за тоа што го работите, односно дали гледаат сопствена корист колективна во вашето постоење и активно работење надвор. И да и не. Македонија си има своји стручњаци, си има луѓе кои што се паметни, кои што си го знаат занатот. Ние имаме навистина лекари кои што се на светско врвно ниво. За жал некако порано, меѓутоа се уште имаме такви луѓе. Сега дали тие мене мораат или треба да ме консултираат, тоа е исто избор. А изборот се прави со одредени причини. Нормално на приватни луѓе што ги знам се јавуваат и од јас сум член на Македонија 2025, тоа е исто една интересна група на луѓе кои што сака да помогне на Македонија, меѓутоа се гледа дека има одредени обструкции? Не би ги рекол обструкции. Мислам, се работи за емоции и луѓето кои што се овдека мислат дека е многу тешко и дека луѓе навистина многу тешко. Сите мислат дека кога ќе отидеш од Македонија или избегаш од Македонија, што е многу лош збор, кој што никој не избегал. Мислам, може некој избегал, меѓутоа јас не сум избегал, јас сум направил еден избор и не е за секогаш, пошто секогаш е многу долго. Настанува една чудна интеракција меѓу ние тука и вие тамо. Ние сме толку малку и светов е толку мал и со се што случува секое делење меѓу ние и вие е комплетно непродуктивно. Јас мислам дека треба луѓето да ги бираме не по политичка партија или по боја на кожа или по одредени избори, него по тоа што може да... Професионализам и креација на вредности, бидејќи едно општество се гради со креација на вредности. И тоа би требало да е нешто што е универзално. Значи, не се работи за личноста на Игор Тулевски, не се работи за тоа што си во Холандија или си успешен или си богат, се работи за тоа што можеш да придонесеш. И јас мислам дека едно општество како што е нашето, дека недоволно ги користи тие можности и не поради емоции. Што е навистина безпредметно да се разговара. Јас не ве прашувам чисто заради пракса, дали ќе ве ангажираат туку заради искуството, еве дури од менаџерскиот дел на приказната, да се раководат сите кардиолошки клиники во Холандија не е воопшто мала работа. Треба да се имаат лидерски способности, познавање од други сфери, не е само предмет професијата, медицината, кардиологијата. Како е, дали тоа ви влијае на вашата практична работа, колку ви одзема од времето и дали е тоа вистинскиот избор, некој кој што е нели кардиолог, како ја донесувате таа одлука, ме интересира, дали не се плашите дека ќе ви одземе од она примарната љубов? Вие ми ласкате, јас не ги ракувам сите кардиолошки клиники во Холандија, јас ги ракувам клиниките кои што се наши. Ние се викаме, ние сме холандски кардиолошки клиники, имаме 15 клиники и болници. Сакав да кажам цел ланец, значи не е една, да, во таа смисла. Ама не се сите. Добро. Ги водам јас со вие. Да, тоа е избор, пак. Мене кардиологијата ми е мојата пасија, тоа што навистина многу го сакам и еден од најубавите професии кои што може да ги има човек. Меѓутоа, како кардиолог, јас им помагам на луѓето во еден момент на еден човек, што е многу благородно и што е многу убаво. Меѓутоа, кога имаш шанса со своја визија и со своји идеи да го промени системот, или да го подобриш системот, тогаш им помогаш на многу луѓе во исто време. И тоа е кај мене одредена фрикција, каде што се повеќе и повеќе одам на
менеджмент или раководење. И се помалку сум лекар, бидејќи ние имаме веќе преку 400-500 вработени, 65 лекари и фирмата е толку голема што веќе не можеш да ја водиш part-time. Значи, во даден момент треба да направиш избор дали ќе бидеш лекар или ќе бидеш раководител. За сега уште ги имам двете. Од она што можам јас да го добиам впечатокот преку социјалните мрежи, вам, иако на прв поглед мислите дека се работи за еден обичен хедонизам, уживање, патувања, екзотични места, меѓутоа веднаш потоа се руши таа приказна, вие практично одите и обслужувате некои земји како еден рајски остров, гледам дека вие постојана дестинација, патувате на секаде низ светот, тоа го подразбира вашата обврска да ги раководите овие клиники. Велосипедизмот, тоа е фасцинантно, значи не е прашање на хоби, тоа се сериозни далечини кои што се уште ги возите во хуманитарни цели. Тоа бара секако многу труд, многу вложување, од друга страна претпоставувам тоа пак ве прави повторно подобар доктор и придонесува и ваму да сте подобри. Што ви се пасиите, што можете да правите? Книгите се сигурно дел од вашиот живот, бидејќи за да бидете ова што сте, мора да има многу прочитани страници сега веќе во претпоставам во електронска форма. За жал, да. Мирисот на книгата е незаменлив. Во здраво тело, здрав дух. Така не уче уште кога бевме мали. Кога човек работи толку многу и кога имаш одредени обврски, треба да бидеш спремен за тоа. Тоа е навистина топ спорт. И вие рековте, спомнавте пенали, ние сме во професија која што не смееш ниједен пенал да промашиш. И за да бидеш во топ кондиција треба да го одржаваш и телото и духот. Спортот за мене е многу важна работа. Но од Амстердам до Барселона? Од Амстердам до Барселона, Амстердам Штоколм, Амстердам Лондон, Амстердам Париз, Амстердам Минхен. Пред 2 години возев Тронтаем, Осло, тоа е 555 км нон-стоп, 19 часа на точак. Лани Алп d'Huez, тоа е charity за рак. 6 пати едно највисоките планини во Франција ги треба да ги помине за 12 сати, земавме многу пари за ресерч за рак. Мајорка 312, имам 3 цели Ironman направено, тоа е пливање, трчање и точак, тоа е исто на околу 12 сати, 3,5 километри пливање, 180 км велосипед и 43 км трчање маратон цел. Секоја чест. Мислам, се е меѓу ушите. Нормално треба човек да биде спремен физички, меѓутоа целата работа е ментална работа, психолошки, и тоа е тоа што исто и за работата, најголем дел е ментална работа. Ако си ментално јак и физички јак, тогаш имаш добра шанса. Имате време да прочитате нешто друго што не е поврзано со медицината, со раководењето, со бизнисот, со технологијата? Јас се чувствам како мало дете од 3 години, пошто имам голем интерес, широк интерес, а малку време да се задлабочи. Да, нормално читам се и се што. Што во светот на глобално ниво ве има одушевено, да речеме нешто, некој подвиг, се чини дека порано многу работи требале да бидат откриени, па револуционирните откритија биле многу поголеми, многу поекспонирани во нашите очи. Денес како да е се откриено, иако не е, што ве одушевува? Мене ме одушевуваат различни работи. Ме одушевуваат кога ќе застане човек на пешачки премини, стар ќе помогне да ја помине улицата. Тоа е херој на моментот. Ме одушевуваат луѓе како Ричард Бренсон, кој што е серијски ентрепренер, кој што едноставно нема лимити, нема граници. Ме одушевуваат уметници, музичари. Немам еден херој, има многу херои, тоа најубаво што секој ден си има свој херој, а денешната комуникација и конзумција е толку интензивна што секој ден има херои и губитници и многу често и се ги минуваат улогите за неколку недели.
Во животот не е само професијата, не е само рекреацијата или хобито, тука е влијателно и семејството. Вие имате прекрасно семејство, сопруга, 2 деца, која што и самата е, грубо кажано, селебрити. Не знам дали е соодветен терминот. Сакам да ве прашам дали е полесно за еден човек како вас со таква одговорна работа, со немање простор за грешка, човек кој што го врти вниманието на себе, да има таква личност покрај себе за да биде разбран, за да не биде оптоваруван со премногу прашања, премногу одговори или просто љубовта не прашува за разум во прво време? Љубовта не прашува за разум. Не, Анушка е прекрасен човек и човек кој што ми ја дава доволна слободата и времето кој што ми треба за моите работи. И она си има свој живот и своји работи и на тој начин еден со друг се дополнуваме. Многу е битно да немаш некој што ти е како тек на ногата да те влече само надола. И затоа туку ветер во едра. Да, ветер во едра и секој си има свој живот, секој си има своја работа. Имаме 2 синчиња, близнаци, двојајчани, Александар и Джошуа, кои што се мангупи. Имаат своји афинитети, покажуваат уште сега или е многу рано да се види? iPad. iPad. Тоа е ми афинитет. Нема спас, голем дел од децата. Да, мислам, сакаат спорт, надвор, пливање, скијат веќе. Дали имате визии што би сакале да ви се случи и на полето на професијата, на полето на животот за натаму? Обично е не е воопшто лесно, ама полесно е кога целите кон врвот, кога ќе достигнете некое ниво, вистинско време е да почнете да се прашувате што кога нема да бидам во полна форма, што понатаму, дали размислувате за педагогија, дали веќе имате такво искуство да го пренесувате вашето знаење или просто размислувате во врвот да се опрете па да си дозволите се она што за што ви недостасувало време да го компензирате потоа? Имаме ние професорат, ССН има професорска столица во еден универзитет во Амстердам, во најголемиот во Холандија. И ние сме активни во ресерч и во педагогија, така да време на време редовно давам часови и правим програми за школување на general practitioners, значи општи лекари, за школување на кардиолози. Нашиот тим е голем и постојано се бара школување, имаме промовенди, значи луѓе што се на PhD, кои што ние ги сме ментори, така да тоа е исто континуитет и тоа е убава на интелектуално дополнување на бизнисот. На бизнис. И на тој начин сме во допир, ја прашавте за школување, постојано школување, на тој начин се школуваш, на тој начин гледаш која литературата, кои се најнови достигнувања, едноставно имаш постојано допир до изворот на тоа што е во моментот, а во моментот се случува многу работи. Дали размислам што понатаму? Рано. Не како со намера. Не. Не со намера. Веројатно подсвесно работите од време на време ќе се несвесно, да. Дали денешно во време навистина полно со предизвици, не заради ако порано беше тешко да се стигне до некоја информација, до некој професор, до некое достигнување, сега е се на тацна преку интернет, но тоа прави пак многу забуни. Од премногу информации е тешко да се направи селекцијата. Дали во медицината има спротивставени ставови, дали има тоа остава простор за квази научници, квази лекари, како се справувате со тие моменти, дали има некакво генерално движење кое што нели води сметка за вистинскиот курс на работите. Споменавте пред малку бизнис, кај обичниот народ прво што им паѓа на памет кога ќе најдат на некој проблем е дека се работи за голем бизнис, дека хуманоста е изгубена, дека човекот веќе не е во центарот на вниманието. За жал. Јас сум многу горд што работам во земја каде што 17,5 милиони луѓе, тоа е Холандија,
сите имаат право на врвено здравство. Во Холандија секој е осигурен, во Холандија никој не плаќа за здравство и сите имаат исто право. Значи нема никаква пределба, дискриминација и барање на пари или луѓе до платување, тоа е not done. Значи не зборуваме за таа работа. Нормално здравството е бизнис. Луѓето заработуваат пари, имаат луѓето своји интереси, не е мед и млеко, меѓутоа како концепт е многу социјален и солидарен. Значи и нормално перцепцијата на луѓето е дека е голем бизнис, дека има различни интереси, што е вистина, меѓутоа општеството и луѓето тамо се борат за одредена солидарност. И тоа ми дава мене како човек и како доктор една ситуација кај што за тоа не треба да размислувам, што е многу поволно. Ако ви даде некој задача, јас искрено навивам тоа да се случи, например, да ви даде можност да смените нешто плански во македонското здравство, во македонското општество. Од каде ќе почнете? Македонското здравство е во една ситуација каде што се работи за релативно мала земја, каде што во моментов не само во Македонија, него здравството во целиот свет е во голема криза, бидејќи луѓето разбира дека овој начин на конзумција на здравство и цените кои што треба да ги платиме, ни една држава, значи многу побогати земји од Македонија имаат проблем. Сега кај нас е проблемот на нормално поголем поради тоа што си имавме работи за кои што не бевме ни криви. Меѓутоа тоа е и голема шанса за еден ресет и да направиме систем кој што навистина ќе биде за 21-22 век, каде што ќе имаме sustainable систем на долго време. Одржлив, да. Одржлив Само систем. одржлив. Само одржлив систем. Меѓутоа за тоа треба одредена храброст и одредена визија. Ако ние сакаме нашиот систем да го направиме како што системите што се на запад или други системи, многу е лесен одговор, не е можно. Ние не треба да инвестираме во инфраструктура, во згради, бидејќи таму нема да се случува здравството. Да, ние гледаме постојано за хай-тек операциони сали, MRI, PET scan, меѓутоа здравството е исто антибиотик, здравството е превенција, здравството е скршена нога. Значи 95% здравството е стручноста и со низок комплекситет. Највисоките од премините 5%. Значи нема никаква логика сите пари и целиот фокус да се врши за тие 5%, кои 95% се многу поедноставни. Што чини многу во здравството е инфраструктурата и луѓето. Значи треба да се дава здравство на право место во право време. И за тоа треба одредена логистика, за тоа треба одредена стратегија и одреден начин на мислење. Ние имаме премногу болници, ние имаме премногу луѓе во здравството, меѓутоа тоа е неефикасно. Се повеќе гледаме дека луѓето имаат хронични проблеми и тие луѓе треба да бидат дома, тие не треба да воопшто во болница, бидејќи со новите технологии многу едноставно луѓето дома да ги прати за еден куп работи. Ние сме постојано на социјални мрежи, постојано типкаме нешто, меѓутоа тие работи и информации може да се за здравство. Значи има многу платливи, значи експлатливи решенија за здравството кои што се на допир на рака, а што не ги користиме. Тоа е најболната точка, вие да треба некој дома да ви дојде, луѓето велат дека тоа просто невозможно. Токму да останете дома и да ја боледувате достоинствено болеста која што. Зошто да не, ние имаме кога одиме на пат, се одиме од дома, купуваме се од дома, телевизија, музика, а за здравството мора да се пренесуваме во болница. Тоа е одредена дискрепанција и го прави здравството неефикасно и скапо.
Споменате музика. Пред овој разговор ми рековте единствената допирна точка со музиката ви е Spotify. Што го бои музички вашето слободно време или можеби во работниот дел од денот? Што ве следи, која музика? Зависи. Кога сум на велосипед или кога трчам, слушам класика, слушам soft house, слушам немам одреден вкус на нешто да ми ниту жанровски, ниту да. Некога ми е класичен ден, кога работам, кога сакам да ми е класика, кога сакаш да вежбаш нешто по динамично. Немам избор. Да. Јас би разговарал уште долго со вас, но мислам дека минутите за овој разговор истекоа. Јас ви благодарам за гостувањето и ви посакувам да си го сочувате оној баланс и можеби на самиот крај да ни кажете како да го сочуваме нашето здраво срце, зашто верувам дека тајната не лежи само во медицината, туку и во други многу работи кои што ве окупираат и вас. Смеење. Благодарам. Благодарам.